По повод 71 година од загинувањето на Илјо Антески Смок, од Сдруженијето на членови на загинатите и починати учесници на НОБ и продолжувачи на традициите на НОБ положија свежо цвеќе пред споменикот на Два Брста во Тетово. Тој припаѓа на она плејада борци и револуционери кои ги положија своите животи во антифашистичката борба, во борбата за национална и социјална слобода на македонскиот народ, и припаѓа на генерациите и времето кога требаше да се има многу и занес, љубов и спремност за ризик и жртви. Роден е на 25. јули 1919 година во Тетово, во сиромашно градско печалбарско семејство. Како младинец беше многу популарен и омилен другар. Неговите другари најчесто го викаја Смок заради неговата тенка и висока става. Подосна во партизанските единици повеќе познат како Полков, бидејќи политички комесар обавува функција. Илјо заврши гимназија 1939 година во Тетово и се запишува на правниот факултет во Белград како вонреден студент каде и работи. Тој уште на почеток на војната се приклучува на Народно-освободителното движење и уште во септември 1941 година е примен за член на Комунистичка партија. После ова тој обавува одговорни должности и функции во партијата и партизанските единици во западниот дел на Македонија и како таков ужива голем углед и авторитет кај населението во Западна Македонија, како и кај своите соборци. На денешен ден, пред 71 година, е загинат во тиранскиот затвор од страна на италијанските фашисти. Свежо цвеќе положија и членовите на ансамблот Севдах од Врање, Србија, кои учествува и на манифестацијата Денови на Илјо. Ми смо дошли овде по први пат после 10 година у Тетово да споставимо едну сарадњу на културно ниво кроз. Прв пат сме овде после 10 години. Низ песни игри воспоставивме соработка, добивме и златна плакета на манифестацијата Денови на Илјо. Покрај настапите во нашиот град Врање, особено ни се драги и настапите во Република Македонија. Градиме цврста соработка и задоволство ми е што сум прв пат во Тетово. Ова е прекрасен град со пријатни граѓани кои беа воодушевени од нашиот настап. Лепо сарадњу чврсту и мене задоволство да сам данас и општо први пат и приватно исклужено у Тетово. Зато леп град, изетно пријатни граѓани, гледам сигурно да се од нашиот нас били одушевени. Илјо Антески Смок се борел во Народно-ослободителната војна. По заробувањето кај Новосело во 1943 година бил осуден на смрт и погубен. Голем број здруженија, организации и граѓани секоја година му оддаваат почит на овој борец за слобода.